Нестор Алексиев Мирчевски. Нестор Алексиев Мирчевски е македонски копаничар од меѓународна слава и последен од големата тајфа на вакви уметници во Македонија. Во Берлин од 13. мај до 10. јуни 1938 се одржала меѓународна занаидчиска изложба на која учествувале представници од 38 држави. На изложбата го освоил првото место и добил орден за посебни заслуги на светската изложба во Берлин, како и диплома за успешно прикажана резбарска уметност и фолклорот од својот крај. Во Белгија престојувал и работел во резбарско ателје неколку месеци во градовите Брисел и Лиеж. Од белгискиот крал Леополд е одликуван со орден и со повелба за уметнички постигнувања. Познат е и по спасувањето на иконостасот од црквата Свети Спас во Скопје во 1944 година од грабежот на бугарите и изработувањето за 21 ден на саркофагот во резба во 1947 со кој се пренесени моштите на Гоце Делчев од Бугарија во Македонија. За него се кажува дека бил Микеланџело на македонската резба и дека бил резбарот кој ги одушевил кралот Александар и Јосип Броз Тито. Како генијален мајстор на тридимензионалното прикажување на сите делови на резбата, устабашија и наставник во уметничкото училиште во Скопје, Мирчевски со својот 80 годишен работен век оставил голем број дела во дрво и мермер, не само во Македонија, туку и во 7 држави на европскиот континент. Македонскиот народен театар. Првиот професионален институционален театар на територијата на Македонија е Народно позориште Скопје, формиран во 1913 година од реномираниот српски комедиограф Бранислав Нушиќ. Формиран е во така наречениот турски театар, наречен и Ада Кафе, изграден во 1906 кој Нушиќ таа 1913 година го адаптира во прв скопски театар, а отворен на 27 декември истата година. За жал, по само 40 дена театарот изгорел до темел. По пожарот Нушиќ ја гради така наречената театарска арена, изградена за само 3 месеци. Таа несмасна градба им служела на скопјани од мај 1914 до 15 јули 1915, кога градската управа решила да ја урне верувајќи дека Стар театар ќе биде вселен до почетокот на сезоната. Но воените случувања во тоа време го попречиле овој план. Соодветни услови за работа и мал актерски ансамбл, театарот работи мощне активно. На 16 октомври 1927 во Скопје свечено е отворена новата зграда на преименуваниот театар Народно позориште Краљ Александар I. Овој театар активно работи до 1941. Со промената на власта, политиката доаѓа и до промена во политиката и делувањето на театрите. Театарот во Скопје паѓа под бугарска управа и се преименува во Народен театар Скопје. Работи од 1941 до 1944 година и се зборува и се игра на бугарски јазик. Формирањето на Македонскиот народен театар е на 31 јануари 1945 на президиумот на АСНОМ со решение број 581/45, со што официјално започнува со работа оваа сценско-уметничка куќа. За директор е поставен Димитар Ќостаров, а Илија Милчин е секретар-драматург. По катастрофалниот земјотрес во Скопје во 1963 објектот е урнат, а од 1965 трите ансамбли на Македонскиот народен театар работи во тогаш изградениот монтажен објект. Во 1983 се вселува во новоизградениот објект во кој денес работат Македонската опера и балет. Вечно ќе ја сакам, во саја